Последното за солниште ќе биде така нареченото плуг за солниште, затоа што кога ќе се погледне од страната изгледа како плуг. Има две варијации на ова, со подлога и без подлога. Ќе го направиме прво без подлога и потоа со подлога. Значи се зема едниот ќош и се врзува малку повисоко на едно дрво. Значи за ова за солниште и едно дрво е доволно да се направи, но две е подобро. Едниот крај. Сега сакаме да окренеме повисоко. Тука. Повторно еден лизгачки јазол. Сега прицврстуваме задниот ќош. Некаде вака. Сега со уште две колчиња се прицврстуваат овие ќошеви. Едниот овде. Другиот ќош овде. Сега за солништето да добие вистинскиот облик, иако и ова е доволно големо, но за да добие обликот на плуг, централната точка се врзува на тој крај. Ова се врзува овде. Овде, затоа што е веќе покренато, задниот дел можеме да го обтегнеме додатно, но еве зошто се нарекува плуг, затоа што ја добива таа форма, инаку внатре има голем простор, каде што може да се седи, може да се спие. Исто така тука напред, ако има мало оганче, ова за солниште е едно од подобрите за да ја кружи и да ја врти топлината околу. Значи ова е за солниште плуг без подлога. Ќе мора да се носи додатна или да се направи додатна подлога. Следната варијација е за солниште плуг со подлога. Разликата помеѓу едното и другото со подлога или без подлога е тоа што овој внатрешниот дел кој би можеле да го подигнеме дополнително, сега оди под самото засолниште и формира подлога. За таа цел треба да го одврземе од тука. Се одврзува тука. Ова колче излегува. Всушност овој дел пекаме од оздола, а тука го ставаме колчето кој беше таму.
Тука доаѓа тоа. Овие дел доаѓаат напред, но и овие колчиња треба да се поместат. И сега имаме вакво засолниште кое вклучува и подлога, а сепак е покриено тука. Предноста со плуг за солништето е тоа што зависи од каде дува ветерот, може само со поместување на едно јаже и со 3 колчиња да се врти за ветерот да биде од позади и да бидеме заштитени од ветар, од дожд и од такви нешти. Поздрав, останете будни.